إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne napravi nas od onije koja slušat istinata i je svačat i na najdobar način praktikovat. Nije sme počnavme so prvi od temelj, prvi od fundament, najvažniji od fundament, a to je poznavanje na robot svojeg gospodara. Poznavanje, znači nismo robovi na Allah Đelešanu, što Allah Đelešanu nas ne stvoril site, alejhi selam rahla. I najogromna zadaća što čovjek je stvoren, poradi nešto je stvoren, da go poznavat Allah subhanahu wa ta'ala i ne samo da go poznavat, tuku i što, da go obožavat, da mu pravi znači ibadet samo jedan i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. I kako što počnavme, kako što reče šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, deka poznavanje to na Allah subhanahu wa ta'ala se so negovite dokazi i negovite stvorenija. I spomnavme delovniv, noćta, denot, soncето, mesečinata i drugi stvorenija, i isto zemljata i neboto i sve što je na zemlja i sve što je na nebo i sve što je među njim, zemljata i neboto, sve se tije dokazi deka mora da imat ovaj sistem jedan stvoritelj, jedan savršen stvoritelj, što go ima stvoreno, znači bez nikakva mana, se zna koga je den, koga je noć. Da li se slučilo nekoj pat сега noć šta je dolga, tako? Da li se slučilo nekoj pat od nopaku da bidit? Zimno da bidit denot podolg, a letno da bidit noćta podolga. Zašto ako беше slučajno stvoreno, ako беше sve slučajno таке, slučajno dojdeno, ki имаш и случај недореди ки имашан. Зошто нешто што случајно не може да функционира перфектно. Значи нешто што е створено, сватете, ова убаво да го сватите, значи нешто што е случајно дојдено, не може да функционира долготрајно како перфектно. Значи Allah subhanahu wa ta'ala го створи целиот универзум на најдобар начин, без никаква мана. И на крај велит Имам Ибн Кethir рахимахуллах велит: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Створителот на сите овие работи што ги спомнавме што мина, тој е на вистина еден и единствениот што заслужува да му се покоруваш, да му правиш ибадет. Зашто тој што створуват, тој што дават риск, тој што снабдуват, тој што управат овој универзум, нема му припаѓат ибадетот. Еден што е створен, како Иса алейхиссалам, или неговата мајка Марјам ради Аллаху анха, или Мухаммед салаллаху алейхи васелам, или некој мелаче, што се тие? Тие се створени, алейхиссалам рахматуллах. Тие се створени од Аллах субханаху ва таала. И таке што се створени, не заслужуваат да бидат обожавани.
не заслужуваат. Туку тој што заслужува да бидат обожавани еден единствен, кој? Аллах субханаху ва та'ала. И ова е најважна работа. Поради тоа е створен човекот. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не сум ги створил джиновите и народот и инсот, освен за ошти لِيَعْبُدُونَ. Да го обожаваат еден единствен, кого? Аллах субханаху ва та'ала. И како вели шех Ибн Баз рахимуллах, значи ова е брат, ова е храна за еден селефи, правилен муслиман. Теухидот да учи. Не му се здосадуваат. Нас не ни е интересно да слушаме некои лаги. Тие што прават тако да со лаги. Бев в Швајцарија, бев во Америка, мисле еден таму, ми ја направи улицата ваке, попат кој ова ми се случи, денеска ваке беше, тој ми рече ова. Ова брат се гачки овие. Овие се брат работи што немаат врска со верата. Ама кога немаш ти знаење, кога немаш багаж овие да ги сватиш овие работи, со овие бара да мислиш малце, да ги сватиш, тогаш најлесно е што да кажеш вакви гачки. И тоа што слушаат гачката ја разбират лесно. Ама во крајот двајцата се нуларица. И тој празен, и тој празен. Кај кого? Кај Аллах субхана ва та'ала. Овие работи те ваѓаат тебе од твоето уништување. Од се шејтанот, ти си секој ден во битка со шејтанот. Секојдневна битка. Секојдневна битка. Ако тој те промарши денеска тебе, утре ќе те барат. Ако не утре, задутре. Што е најголемото оружје против шејтанот? Знаењето за Аллах субхана ва та'ала. Да бидеш вооружан не со оружје, со знаење. Со знаење, да има знаење. Да ја познаваш твојата вера бил адилла, со аргументи. Не увек, чекај оđата да го праша. Не, ти имаш можност сега сам да научиш ови работи. И затоа овие работи да се пишуваат, брача. Значи, овие работи немаат вредност без пишување. Ако не пишуваш, не останува ништо. И потом за 10 години си со нас тука, во нашите редови ништо не си сватил. Како почетник да си. А ние колку пати сме го повториле тоа? Не. Време е да се пишуваат. Кога спомна сега, Имам Ибн Кесир рахимахуллах и на почеток шехул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога спомна дека ибадетот му припаѓа само на Аллах субхана ва та'ала и тој е еден и единствен што заслужува да му се прави ибадет, Аллах субхана ва та'ала, беше многу згодно тука да се спомни неколку врсти од ибадетите. Значи, прилагодуваше, беше пригодно во ова, значи, ситуација да се спомна неколку врста на што? На ибадети. Тие спомнати ибадети што се сега тука, не се сите ибадети во исламов што се. Туку е тоа, алейкум селам рахматуллах. Туку тоа е само еден дел. Значи шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахматуллах не посакува тука, немат намера тука сите ибадети да ги спомни. Не, само еден дел. За да ти го обварни тебе, ја талибул илм, оти баранч на знање, што вниманието ти го обварни. Од ибадетите, вели шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб, wa anwa'u al-ibada allati amara Allahu biha. Од врстите на ибадетите, што Аллах Джелешану ни е задолжи нас тие врсти на ибадети да бидат само за него. Се, например, мислул ислам, например, исламот, вал иман, верувањето, вал ихсан, доброчинството. Овие три работи ќе дојдат во второто прашање, во вториот фундамент, во вториот темела. Познавање на исламската вера. Овие тука ќе ги учиме детално. Ме разбравте сега? Значи овие сега што ги учиме во Арбаин ан-Невавија,
što kога doјде Џибрил алейхиссалату вассалам и беше вториот хадис, дека што го прашуваше пекамберот што е исламот, што е иманот, што е ихсан, и на крај што рече пекамберот салаллаху алейхи на Омар и на другите, дојде Џибрил да ве научи вас вашата вера. Значи ова ќе го одложиме во втората значи темел што ќе го учиме. Од другите уаминху и исто од врстите на ибадетот што треба да му се чинат на Аллах Джелешану само е дуа, правење дова, молитва. Молитвата само за Аллах Джелешану. Уел хауфу, страхот, да се страхуваш само од Аллах Джелешану. Уел раджа, што е раджа? И овие работите се учат на арапски, брат, најубо арапски, брат. Раджа е што значи? Надеж. Надежот е ибадет. Раджа исто е таваккул. Значи доверба, подпирање во Аллах Джелешану. Рагба. Што е рагба? Желба. Желба е исто ибадета. Но на каков начин се сваќа тоа да е ибадет? Ке дојде Шейх Уфемин рахимуллах, Шейх Фаузан. Рахбату. Нешто е само на буква. Рагба ва рахба. Овде гајн, овде ха. Значи рагба, желба. Рахбатун, што е рахба? Страф исто. Еден начин од страф. Да се плашиш од казната на Аллах Джелешану, бегање од казната од Аллах Джелешану, бегање од кон Аллах Джелешану. Бегање од казната, каде бегаш? Кон Аллах Джелешану. Рахба. Вал хушуъ. Хушуъ. Покорување. Алейкум салам ва рахматуллах. Алейкум салам ва рахматуллах. Ел хушуъ, покорување. Вал хашја. Страх значи. Но како врст на страх? И тоа е специфичен страх. Вал инаба. Инаба. Што значи ел инаба? Приближување. Вал исти'ана. Барање помош. Вал исти'ана. Вал истигафа. Истигафа. Што е истигафа? Приклонување. Ги разбирате овие зборови? Приклонување. Значи истигафа, барање, значи ќе дојде во објаснување. Вал исти'ада, исти'ада приклонување. Вал истигафа, повикување на помош. Прво исти'ана беше барање на помош. Ова е повикување на помош. После што? Зебху. Што значи? Курбан. Курбан исто ибадет. Ван назру. Што е назр? Назр е да си го правиш нешто на себе си задолжителност, што не ти е тебе шеријатски задолжително. Ако правиш, треба да го исполниш. Ан-назр. За сите овие работи, за сите, вели шех Мухамед, وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. И исто други врсти на ибадет, значи не се овие сите што спомнав, овие се само еден пример, како пример да го сватиш, а не се сите овие врсти на ибадет, сите се за Аллах Джелешану. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. И аргументот за тоа е говорот на Аллах субханаху ва таала: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Навистина џамиите се само за Аллах Джелешану, така што не повикувајте никого освен Аллах, со Аллах Джелешану никого не повикувајте заедно. И исто после вели шех Мухамед ибн Абдуллах: فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. И кој прави нешто од овие врсти на ибадет за некого други, тој е мушрик кафир. Значи во една од овие ако паднеш, во една си мушрик кафир, не ти вреди намазот, брат. Не само 5 намази, 24 сати намаз да правиш, ако ти во овие и во други врсти на ибадет,
što mu se pripađa samo nalađeno pravi širk, ti nisi musliman, brat. Ti nisi musliman. Tebe ne ti vredi da se klanja so tekbir, brat. Ova je selefi akida. Ova je selefi veruvanje, brat. Da, mora da go imaš cvrsto vo tvojata duša, vo tvojato srce. Bez to ne ti vredi, tebe ti je nadvorešni znači pravena dela. Ova treba da go praviš prvena. Najvažna rabota, et-tauhid, brat. Najvažna rabota. I pekamberot sallallahu sallam beše oratoričan čovek, tako je? I elokvencija imaše pekamberot. Što? Mali zborovi, kratki crti su golemo značenje. Pekamberot sallallahu sallam. Koji bili njegovi učenici? Sahaba. Koji se sahaba? Najviše što svača za verata. Najostroumni. Najpametni. I što? 13 godini pekamberot sallallahu sallam povikuje samo tauhid, et-tauhid. Isto v Medina go продолжи. И со tauhid umre pekamberot sallallahu sallam. Во повикуване за tauhid. Зошто е важност ова работа, брат? Нови работи се гради твојот иман, твоето верување. Кој правит некој од овие ибадети за некого други, освен Аллах Джелешану? Што велит Аллах субханаху ва таала? Што велит Аллах субханаху ва таала? وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلَامُ ورحمة الله وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala velit koji mu se moli na jedan drugi bog osven Allah Đelešanu, a toj za to nema nikakav argument, la burhana bihi, toj nema za to, za drugi bog što si go zel za sebe si, nevaliden bog toj što je, nevažliv bog, toj nema za to argument, od nikada nema argument, negoviot obračun fa innama hisabuhu inda rabbi, negoviot obračun kada je, kaj kogo? Kaj Allah subhanahu wa ta'ala. I posle, innahu la yuflihul kafirin. Allah Đelešan, kafirun. Allah Đelešanu ne im davat uspeh na kogo? Na nevernicita. Na nevernicita. Сега, isto šeh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, дека довата, молитвата je ibadet, spomnuat jedan hadis i ajet za тоа. Hadisот je ed-du'a'u mukhul ibada. Mukhul ibada. Што значи тоа? Молитвата е основата на ибадетот. Молитвата е основата на ибадетот. Но овај хадис е слаб хадис. Овај хадис е слаб хадис. Зошто се пренесуваат од Уалид ибн Муслим. Уалид ибн Муслим е мудаллис. И Ибн Лахија, тој го пренесуваат од Ибн Лахија. Ибн Лахија е слаб во неговиот хифз. Поради овие две причини, овај хадис е слаб. Но има други хадис што е сахих, што вели пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем, ед-дуа хуа ал-ибада. Молитвата, тоа е ибадетот. Значи не е основата на ибадетот, тоа е ибадетот. Значи гледаш разликата меѓу тоа? И Аллах Джелешану велит: "Ва қала раббукум уд'уни астаджиб лакум." Аллах Джелешану велит: молитете се вие на мене, на Аллах Джелешану, јас ќе ви одговорам вас. Астаджиб лакум. Инна алладина јастакбируна ан ибадати сеједхулуна џахеннема дахирин. Оние што се прават големџи, што имаат кибр, чалам, да не ме обожаваат тие мене поради тој чалам, имаат да влезат во џахеннем понижени. Значи тие се прават чаламџи тука, не сакаат да се покорат на Аллах Джелешану, нивната награда што е? Џахеннем. И тоа понижени да влезат тука. Да бидат понижени. Ќе бидат понижени. Шейх Уфеймин рахимуллах велит, ако ти
mu praviš na nekoj drugi molitva. Slušaj dobro, od ovih raboće, brat, se ova akida, brat. Ova je najvažnija raboti, brat. Ako ti mu praviš na nekoj drugi molitva, osven Allah Đelešanu, što toj nema sila, nema negovata moć, to je nemat moć za to da go izvršit, osven Allah Đelešanu, ovaj čovjek je mušrik. Ovaj čovjek je mušrik. Kako oni je, što im barat na umrenite deca, ili odatkaj gatači, im barat deca da im pomože da ima plodna bit ženata, ili ima straf ako nevnata žena je trudna, te kad džinovite ki im našteta nevnoto bebe. I tako mu pravi dova molitva na džinovita i na šetan. Sve ova te istvarlat od verata, brat. Te istvarlat automatski. Ti možeš koliko stakaš, ali ja sam musliman. Ne ti vredit ka Allah Đelešanu. Se ova rabota ne je tvoja. Ovaj islamov ne je tvoj. Vera od Allah Đelešanu. Allah odreduva da li ti si musliman ili ne si musliman. Ne ti sam. Šejh Uthejmin rahimehullah veli, znači slušajte dobro. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan. Onaj što se mu se molel, a to je nemat moć za to, da li to je mrtov ili živ. Znači isto je. Nemoj da misli samo mrtvi te važi tova. I ako je živ toj, i ti mu baraš neko rabota, što ne je vo moćta na insanom, na čovekot, izlagaš od verata. Izlagaš od verata. A onoj, što mu se zamoluvat na jedan živ čovek, što je moćen da go napravi toa, kako na primjer, ima toj lep vo rakata nego, ili voda, daj mi voda, daj mi lep. I ti znaš, toj te sluša tebe. Toj te sluša tebe i moćen je da ti go daj toa, ova je dozvoljeno. Znači, da biti so uslovje, da biti moćan i da biti prisutan tuka. I da go ima to nešto vo negovata moć, znači. A koj veli šejh Uthejmin rahimehullah, a koj mu se moli za vakva rabota, na nekoj odsuten, je mušrik. Naprimjer, tu se moli, oj tate, o babe, a to ne je tuka, daleko od nego je Skopje, Gostijar, ili v druga država, daj mi da se napijam, ili nahrani me, ili ne znam što. Ili da mu pomogli v rabota, što nemoj niko osim Allah Đelešanu mu pomogli. Toga što? Mušrik. Mušrik. Zašti? Ti je, veli šejh Uthejmin rahimehullah, zašti to je mrtvio čovek i odsutnio čovek ne može ova da ti go izvršat. Znači, toa baranje što gi imaš, taja molitva, ne može da ti ga izvršat. Така što молитвата твоя насочена спрема нив, значи слушайте добро збројте, значи молитвата твоя насочена, дали тој мртов или отсутен, што е, не ја прави човек освен верува во срцето него дека тој мртов или тој отсутен има сила над човечка што може нему да му помогне. И ова го ваја него од верата. Ова го ваја од верата автоматски. Сакат или неќат? Му се свиđат или не му се свиđат? Значи, кога е дозволено само во која ситуација? Ако е присутен, има моќ за тоа. Значи, овие работи треба, овие се бази, брат, од верата. Ти да ги знаеш. Во секој момент, овие се секојдневни работи што може да се случи. После, довата, молитвата, е две категории. Дуаул мас'ала и дуаул ибада. Дуаул мас'ала huwa дуаул талаб. Молитва за барање нешто. Молитва, значи категорија, првата категорија е молитва да бараш нешто. Молитва да бараш нешто.
Значи да бараш твоите потреби. Ако биде таја од робот, од човекот, спрема неговиот господар Аллах Джелешану, тогаш стануваат, што? Ибадет. Тогаш стануваат ибадета. И опфаќат, содржуваат тоа барање од робот спрема Аллах Джелешану, содржуваат да покажуваат робот човекот потребата негова и слабоста негова спрема Аллах субханаху ва таала. Значи ти се кажува слаб и дека имаш потреба и сиромав спрема кого? Спрема Аллах субханаху ва таала. Во тоа барање твоето барање. Во барањето твое. И да веруваш, значи не само да веруваш цврсто. Затоа многу луѓе бараат, му се молат на Аллах Джелешану, вели не ми се прима довата. Не. Во таја барање на твоите потреби, да веруваш цврсто дека Аллах Джелешану е мочен. Дека Аллах Джелешану е мочен да ти го изврши тоа што го бараш ти. И дека добрината на Аллах Джелешану е огромна. И неговата милост е огромна. А дозволено е ова дуа ел месела, значи дова на барање, дозволено е да се прави спрема некого како тебе што е инсан, ако тој тоа барање твое го свачат, јакил ти му кажуваш нему ваке, му збориш и тој е мочен да ти одговори за тоа. Значи тој е мочен да ти одговори, како на пример што вели Шех Утемин рахматуллах, велиш некому што е присутен и мочен, дај ми да јадам. Ова е дуа ел месела. Значи дуа ел месела имат две подкатегории. Првата категорија е само за Аллах Джелешану. Втората категорија е што ти е дозволена, но што треба да се пазиш, таја е тогаш само кога тој е присутен и мочен е и те свачат што бараш ти од него. А дуаул ибада, довата молитвата што е ибадет, таа е дова што бара човекот да биде награден ке Аллах Джелешану или се плашит од Аллах Джелешану од неговата казна. Значи ти му се молиш на Аллах Джелешану, о Аллах, награди ме со дженнет. О Аллах, клај ме во фирдаус ал а'ла. О Аллах, така, значи или си направил некои гревови и му се молиш на Аллах Джелешану да ти ги опрости. Овде, ако ти ваква дова врста му правиш на некој други освен Аллах Джелешану, е ширк. Значи ти ако мислиш правиш грев, како христијаните, што прават христијаните? Прават гревови, убијања, лажење, зина и други работи, одат кај попот и им ги окупуваат сите гревови. Да. Ова значи е ширк. Неверство, друга правење на Аллах Джелешану. Ова никој другом не му припаѓат, освен на кого? На Аллах субханаху ва таала. И кој го прави за други? Мушрик. И овде вели Шех Фозан многу важна придобивка. Кога велите Аллах Джелешану во ајетот, уд'уни астаджиб лакум. Аллах субханаху ва таала вели, молете се вие на мене. Молете се вие на мене. Јас имам да ви одговорам вас на вашата што? Има да ви одговорам вас. Алейки селам рахматуллах. Јас има да ви одговорам вас на вашето барање. Јас има да ви одговорам вас. Алейки селам рахматуллах. Да ви одговорам вас на вашето барање. Слушај се добро што вели Шех Салих ал-Фаузан, хафизахуллах. Аллах Джелешану во овај ајет ни наредува да му се молиме ние нему. А тој нас ќе ни одговори за тоа барање што ние ќе го бараме кај него. Ова е од добрината на Аллах Джелешану спрема неговието створение. Зошто Аллах Джелешану немаат потреба за нашите дови. Но Аллах Джелешану не научи нас за она што имаме ние потреба, како да го правиме, од кого да го бараме.
Сватите ова работа, што ова работа? Овие брат зборот шеф занима заслужено со мастило од злато се пишуваат брат. Овде Аллах Джелешану тебе те учи ја Абдаллах, оти роб на Аллах Джелешану. Те учи Аллах Джелешану што? Да ти му бараш само нему кога имаш потреба. И тој ти обетил тебе, а кој е наискрен во неговото обетување? Освен Аллах субхана ва таала. Естеджиб лекум. Аллах види да има вас да ви одговорама. Ама ти ако се молиш и се колебаш дека Аллах Джелешану е мочен, или се колебаш може не ме слуша тој мене, тогаш не барај да ти се одзвиет Аллах субхана ва таала. Значи, Аллах субхана ва таала во овај ајет вели Шех Салих Ал Фаузан не научи нас за она што имаме ние потреба. Што имаме потреба, му се молиме за нашите потреби, кому да ги бараме тие потреби? Тим кај Аллах субхана ва таала. И вели Шех Салих Ал Фаузан, го цитират еден поет, Аллаху јахдабу ин таракте суала. Аллах Джелешану се лутит ако ти него не го прашаш. Wa banu Adam hina yus'al yaghdab. Но синовите на Адема кога се прашуваат тие, кога им се бара некоја потреба од нив, тие тога се лутат. Аллах Джелешану се лутит кога ти него го оставаш, него прашуваш, него молиш. Аллах тогаш се лутит. А човекот ти што бараш он него да ти ги бараш посредник, бараш пријател, него и кога ќе го прашаш, тој се лутит. Бену Адам, значи синовите на Адам, кога ќе го прашаш за некоја потреба, може би се лути тој за тоа. Но Аллах Джелешану обратно. Ако ти не го прашаш, не му се молиш на Аллах Джелешану, тогаш Аллах субхана ва таала, тогаш Аллах Джелешану се лути. И Шех Фаузан вели, категориите на народот, на луѓето, на инсанот, се 3 категории во врска поврзани со молитвата спрема Аллах Джелешану. Ги свати овие сега досега бедо? Тера, значи, гледаш како категории, подкатегории, други, значи овие работи треба за студирање бедо. Да се свата добро. Зошто овие работи треба да имаш цврсто во срцето, брат. Да фатат корен, не колебање. Народот во врска со довата спрема Аллах Джелешану се 3 врста на луѓе. Првата врста, првата категорија на луѓе е мен ла јад'у Аллаха аслан фајекуну мустакбиран ан ибадатиллах. Оној кој не му прави никогаш на Аллах Джелешану молитва. Тој се докажува, значи, чаламџија и кибр, значи големштилок има спрема молитвата на Аллах Джелешану. Ова е кафир. Значи, Ибн Каим рахмуллах вели тако, тој човек не е само кафир, он нешто обожава некого друг со Аллах Джелешану. Ако дој човек и вели, јас не обожавам ни Аллах, ни други никого. Никого не обожавам. Што е тој? Кафир. Значи, кој е само муслиман муахид? Он е само што обожават единствен и еден Аллах субхана ва таала. Све друго е. Дали тоа обожават со Аллах други, или не обожават ни Аллах, ни други, или само некој други освен Аллах? Кафир, мушрик. Излезен од верата и 1000 пати да речи да сум муслиман. Не му вреди зборот негов, кога делата него се во спротивно. Втората врста на луѓе се, кој му се моли на Аллах Джелешану, мен јад'у Аллах, валакин јад'у ма'аху гајраху, фајекуну мушрикан. Кој му се моли на Аллах, но исто време му се моли на некој други. Значи, тој му се моли на Аллах Джелешану, му прави молитва, но исто време, кому му прави молитва? На некој други. Овие исто што? Мушрик. Третата врста на луѓе, мен јад'у Аллаха мухлисан лаху. Кој прави молитва само искрено на Аллах субхана ва таала. Хаза хуа ал-муахид. Овие нависна монотеистот. Муахид. Што да биде Аллах Джелешану еден и единствен во сите врсти на ибадети, во сите врсти на ибадети. До ова беше за молитвата. Ед дуа.
Друга врст што спомнаше Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах на почеток, што беше? Ел хауф. Хауф, страф. Allah Đelešanu što veli? فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nemoj da se plašite od njih. Plašete se od mene, ako vi sve vistinski vernici. Što veli Qatada? Qatada je od selefite na mufessir, što bil mufessir. Što veli? كُلَّمَا قَوْيَ الْإِيمَانَ الْعَبْدُ زَالَ الْخَوْفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانِ زَادَ الْخَوْفُ مِنْهُمْ. Slušaj, bred, ovi zlatni zboroje. Slušaj. Što poveće imanot na čovjek se jačice, odsvrstuvat, toliko poveće se namaluvat strahot od prijateljite na šeitanota. Što poveće imanom na čovjek se cvrstuvat, se zajačuvat, toliko poveće se gubi strahot od sorabotnicite i prijateljite na šeitanota. Razbirate vi ova? Znači, koliko poveće imaš iman, pojag imano tvoj, toliko poveće što nemaš straf od ovisna neprijateljite na ova vera. Sa drugog sporame, shvatite dobro ako ne razbrate prvi oddel. A posle što velit tada? A koliko oslabnuvat iman od na čovekot, koliko oslabnuvat iman, toliko poveće se plašiš od njih. Ne znam, ti mrni soko, do ti pajaš nesvesna. Zašti? Prašaj se ovdje vnatra. Sahaba radijallahu anhu, vlaga, bratke, perzijski kralovi. Brat, oko to nim trepnuaše. Oko to nim trepnuaše. Durim vele vjev trej vaki vaka vlezite. Ostajte go Magaretu ili Kamilata nadvor. Ne, rekao su sve Magarek vlezime vnatra. Bratama imano kako karpa, ne kako mufka. I Sufjane Seuri rahimahullah imano se gasnit, duri ništo da nema to imano dvonego. Ništo! Nula! I veli ja su musliman. Zato sahaba gi otvorija državite, brat. Zato ima iman, veruvane v Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vod šima alati mnogo, alati, šima oružje. Nikoga ne se slučilo da sahaba da se sprotistava svojna vojska nevernička, osven sahaba bija pomalce vo broj i pomalce vo oružje. No što beše razlikata među sahaba i tije? Iman od Allah subhanahu wa ta'ala. Iman od brat. Ne deneska velat kada je pomošan Allah Đelešanu i odan na grobojtim se molat. Kada je pomošan Allah Đelešanu, odan na gatači. Polno gatači, sve gatači, može ti me golema sezona, teka strancije se. Ne može da, termini trebi da zakažiš. Pekamber sallallahu alejhi ve sellem veli ko je nagatač i mu verovat, napravil neverstvo sprema ono što dojde Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Neverstvo, brat, neverstvo. El hauf. Ovaj hauf, ovaj straf je ibadet na srceto. Znači, strahot je ibadet vo srceto. Znači, imati ibadeti što se nadvorešni, kako namazo, zekato, ili da pomogni soraka nekomu. Znači, nadvorešni. Ibadet od na hauf, strafot, je vo srceto, znači nešto vnatrešno. Ne što se gledat odlučuje to. Ama to je, znači, odvažni rabotite. Šo veli? Šeha Abdullah Buhari, ruknun azim min arkani ta'abbud bil qalb. Ova je ogromen stolb od stolbovite na ibadeto što se vo srceto. Ogromen stolb od stolbovita. وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ إِلَّا بِالْخَوْفِ. I ne možeš da go realiziraš iz krajnosta sprema Allah Đelešanu, osven so straf prema Allah Đelešanu. Znači, ne možeš da staneš ti iskren rob sprema tvojeg gospodar, osven so straf sprema kogo? Sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Strahot i nadešta se kako dve krila. Ovi se primjer od Ibn Qayyim rahimahullah da ga shvatiš koliko se važno ovi raboća. Da ga imaš vo tvojato, ima. Ako nema, znači,
Имано тие во прашања. Што вели Ибн Кајим рахимуллах? Страхот и надежта се како две крила. Спрема кого страх, спрема Аллах джелешану. Спрема кого надеж, спрема Аллах джелешану. И ел махабба и љубовта спрема Аллах джелешану е главата на тоа пиле. Ако му се скини главата на пилето, што прави? Живи, умира. Ако немаш ти во срцето твоја љубов спрема Аллах джелешану, тоа срце е мртво. Ти си мртов иако се движиш на овој дуњалог. Ние плачиме кога ќе умрат луѓето, ама треба да плачиме кога ќе умрат нашите срца. И ако е во вистина многу луѓе ќе одеа попати ќе плачеа, ако знае оваа реалност, оваа вистина. Да, живи мртовци се тие. Само физиономијата ќе носат во себе. Ако испадне главата, нема живот. Ако едната крил на пилето се кини, мој да летат? Не мој. Така ако или хауфот, или страхот, или надежта, што? Не му се присутни во неговото срце. Ахлу сунна вал џема'a, ес-селефијун. Селефи да речеш ништо се гордеаш, брат. Ама селефи ситкан ва хаккан, искрајност и со вистиност. Не селефи само со збор. Не е доволно селефи да речеш со збор. Не е селефи дрес што ќе го купиш. Требаш во дела да го докажеш дали си селефи. Ахли суна вал џема'a, во овие три работи има три секти заблудено. Во страхот, во надежта и во љубовта. Хаваридж, хаваридж. Тие го обожаваат Аллах джелешану само со страх. Само со во нивното срце само страх постои. Страх од ова, страх од она, страх. И затоа секој што прави гревови кајнив, што има толку страх од гревовите, толку секој што прави гревови кајнив е кафир автоматски. И затоа, значи, се има претерано, екстремно заминале во заблуда во оваа насока. Другата секта е ел-мурџија. Мурџија. Тие го обожаваат Аллах джелешану со надеж само. Велат, не треби да се кланяш, не треби дела да имаш во срцето. Имаме такви луѓе тука? Тие може не се мурџи, не ги велиме не мурџи, ама тоа е верувањето од нив што дојдено од некаде, што ние сами не знаеме од каде е дојдено тој бидат и го веруваат денеска еден голем дел тука во нашиот крај. Значи во мојата фамилија али, тези, тетки, не знам што, абе Семир не треба да се кланяш. Што? Добро срце, а никому не мучи на лошо. А ширк до крај, во секоја работа. И никому не мучи на лошо. Ти прво најлошо му правиш на твојот Господа што те створил, што те дал да постоиш, ти му правиш неправда на Аллах джелешану. Инна ширка ла зулмун азим. Навистина ширкот е голема неправда. Најогромна неправда. Еш-ширку билlah. Значи, хаваридж претерувале во страхот. Мурџија во што? Во надежта. И софистите во љубовта. Тие велат, ние не го обожаваме Аллах джелешану од страв од неговата казна и не од надеж во неговата награда, туку од љубов обично. Да, ова кај софистите, брат, во нивната акида, во нивните книги е зацртано. Што велат, значи, не го обожаваме Аллах джелешану од страв од неговата казна, ни од надеж за неговата награда, туку само обично од љубов. И сите заминале во значи во овие важни работи, заминале во заблуда. Заминале во заблуда. Шейх Утхаймин рахимуллах велит дека страхот има врсти, е неколку категории. Првата категорија е природниот страв. Природниот страв. Што е природен страв?
како да имаш страф од лав или од животни други, или страф од голема височина, или страф од огон. Што има страф? Не се ближиш, така? Не влагаш во огон. Гледаш карпа до удулница голема, се тргаш. Ова што значи? Ова е природен страф. Да. И така натаму. Ова е природен страф. Ова е страф нема да бидиш ти, што? Нема да има земање од тебе обрачун. Значи, ка Аллах Джелешану, ти си оправдан за овај страф. Зошто во природата на човекот, така е створен човекот, од овие работи да имат страф. Но ако овие работи, слушај добро, ако овај страф, природен страф, е причина за ти поради него да оставиш некој ваџиб или да правиш харам, тогаш забранет е овај страф. И е голем греф. А гледаш, во ова бак има детали внатре, што треба да ги пазиш добро. Што треба да ги учиш внимателно. Со пазење, значи природен страф, што спомнавме, од височина, од лав, од куче, не знам што. Но ако тој вид на страф, таја врста на страф, е причина да ти да паднеш во харам, или да правиш, да оставиш некој ваџиб, тогаш стануваат харам. Тој вид на страф. И ќе бидеш прашан да одговараш за тоа. Втората врста на страф е страф што е ибадет. Страф што е ибадет. И оваа врста на страф никому не му припаѓат освен на Аллах субханаху ва та'ала. Ова е врста на страф. Да се плашиш од Аллах Джелешану, дека тој твој надзорник, дека те гледат и дека има да бидеш прашан, ако правиш грешка ќе бидеш прашан за тие работи. Ова врста на страф му припаѓа само на Аллах субханаху ва та'ала. Трета врста на страф, скришен страф. Скришно како? Тајно да страхуваш од некој гроб. Тајно, значи во твоето срце, ти никому не си му го кажал. Туку ти тајно знаеш, не ти се вдава тебе навечера поминиш ке гробиштата. Зошто страф имаш? Ова е ширк, брат. Ширк. Што те важат од верата. Зошто те поднесува тебе тој страф да се плашиш ти од тој гроб или од тој мртов? Зошто ти автоматски веруваш дека тој му да ти нанесе тебе некое зло, да ти наштети. И затоа ти значи се плашиш од него. За друго немаше шанса да се плашиш иначе. Оваа врста на страф му прибаѓа само на Аллах субханаху ва та'ала. Што може да ти наштети и да ти донесе добро, зло и добро и така натаму само на Аллах Джелешану. Ако се плашиш од некого, иако е скришно тоа, значи ти си го скрил во твоето срце, ти никому не си разговарал и не си му го кажал на никого. Ти само се плашиш, што значи тоа? Те изфрлат од верата. И вели Шех Фаузан хафидахуллах, како оние што се плашат за нивните трудни жени да не им наштетат джиновите исто. Значи да или се плашит од маџинојчарите, они што прават магија. Да, се плашит они мине сахара. Сахир, арапски сахир е еден маџионичар. Сахарату множина. Значи да се плашит од маџинојчарите. Ако се плашиш од нив, да имаш страф, да мислиш дека тој може да ти нанесе тебе зло на тебе или во фамилијата твоја, или добро, и дека злото и доброто во неговата рака, тогаш е тоа ширк. Ширку билlah. Или да се плашиш, што? Од мртвите. Да се плашиш од мртвите. Ова беше, значи овие три врста во врска со ибадетот
straf što se realizira kada? Kada je strafot? Во срцето. Местото на страфот е што? Каде е? Во срцето. Друг ибадет исто, друг ибадет, што го спомнаше Мухамед ибн Абдул Вахаб рахмеллах на почеток, што е? Ар-раджа. Значи, надеж. Allah Đelešanu veli فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Đelešanu veli koji se nadevat, znači nadeš, jarđu, koji se nadevat da go sretnit Allah Đelešanu. A mufesiri dešavelat od sretnovanja to što znači da se vidiš, koji se nadevat da go vidi Allah Đelešanu. Ова е од ајетите дека ние Allah Đelešanu ќе го видиме. Доказ. Ахли сунна вал джамаа веруваат дека ние ќе го видиме Allah Đelešanu во џенна. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ, кои се надеват на средбата со неговиот Господар, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, нака прави праведни дела. Значи не е доволно да се надеваш само, има надеж. Не. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. И што е амел салих? Што е праведно дело? Праведно дело, брат, немој да се лажиш, немој да се манипулираш и да си даваш надеж, лажна надеж на себе си. Праведно дело е со два услова, нема трети и четврти. Прв услов е со ихлас, со искреност, чиста искреност само спрема Аллах субханаху ва таала. И втори услов што е? Ел-мутабаа, следење на посланикот салаллаху алейхи ва салам. Ако ти во делото твое го правиш со искреност, но не го следиш пекамберот салаллаху алейхи ва салам, туку го следиш оџата што е тука, или оџицата, или не знам попот, или некој други, трети, или непознати луѓе, или татко ти твој што е? Или татко ми, да мислиш дека ти велам за татко, значи ова за секого. Не си прави надеж. Шахадето не е ла илаха илла Аллах и татко ти твој, и оџата мој, и шејхот мој, и не знам кој. Шахадето е ла илаха илла Аллах. Што? Мухаммедун Расулуллах. Што значи Мухаммед Расулуллах? Да го земиш ибадетот како него што го правил. Како него. Како? Како Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Никако Семир, никако Бакрач, никако никого. Како пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И ако сакаат целиот народ нака се сврти нагла и нака зборуваат, Валлаhi, брат, целиот народ да ти оправи чефот и да те фалят, да те креваат на небо, да те вздигнат, на судниот ден тие имаат да бегаат од тебе, а ти од нема имат да бегаш. Затоа спремај се за тој ден што не имат вредност ни детето, ни богатството, освен доброто што? Доброто дело. Кој е добро дело? Со ихлас. И што исто? Со следење. Следење на кого? На Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. На Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Брат, му дојде на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, Омар, имаше еден дел од Теурат од вратца, така е? Пекамберот салаллаху се изнервира, се налути. Му рече да беше Муса алейхи салам жив, немаше друг избор освен мене ме следи. Муса, брат, кој си ти и ја? Кој си ти и ја? Кој си ти и ја и ти да кажеш не ваке, не таке? Не ваке, не таке, ќе умреш. Валај, да бидеш 100 години а живиш, ќе умреш. И тогаш ќе видиш не ваке, не таке. И доказ дека ти не си собственик на твоето тело, ти не си собственик и ја, зошто? Кој сака да биде болен? Сака некој биде болен? Не. Значи има некоја сила друга што може да управа со твоето тело. Кој сака да умре? Луѓето бегаат на крај на државите да се лечат, докато дојде времето не може да се врати назад. Готово. И тогаш ќе бидеш прашан дали твоите дела беа спрема суннето на пекамберот саласам или беа спрема оџата или оџицата или комшијата или комшиката. Тогаш ќе видиш. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. И што? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. И немој да му прави во неговиот ибадет на неговиот Господар ширк, другар. Значи апсолутно со никого. Никого не моли во твојот ибадет освен кого? Освен Аллах субханаху ва та'ала. Шейх Утhaymeen рахимуллах, што велит?
Raja, nadešta je da baraš nešto što je blisko ili nešto što je daleko. Da se nadevaš vo nešto, da go baraš, da imaš nadež vo nešto što je blisko ili daleko, znači blisko сега, nagrada сега baraš, ili na sudnji den i na, znači ili vo dženna i tako natamo. Ar-raja, veli Ibn Qayyim rahimullah, дека je tri vrsti na nadež. Prvata vrsta na nadež je čovek je pokoren sprema Allah Đelešanu i rabotit sprema ona što je dođeno vo knjigata na Allah Đelešanu i vo sunetu na pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj se nadeva da biti nagraden za ova rabota. Znači čovjek ne pokoren sprema Allah Đelešanu i rabotit so što? So Kur'an i sunna i se nadevat ovdje, znači to više pravi dela, amel salih, znači dobro delo, se nadevat ovdje što? Ima nadež da biti nagraden za ova, nadež da biti nagraden. Ova je prva vrst. Vtorata vrst na čovjek je, što se nadevat v Allah Đelešanu, čovjek azneba dhunuban, thumme taba minha, فهو راج لمغفرة الله. Čovjek što pravi grevovi i posle grevovite se pokajuvat kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj se nadevat na oproškata na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači to je što pravil, došao više, pravil delo što? Teuba. Iskreno teuba. I se nadevat toga što go pravi teubevo, se nadevat da Allah Đelešanu njemu da mu oprosti. A tretata vrsta na čovjek je onaj što продолжува da pravit grevovi. I negi pazit odredite na Allah Đelešanu i so sето тоа veli da se nadeva vo proškata na Allah Đelešanu. Što veli Ibn Qayyim rahimahullah, ar-raja'ul kadhib. Ovaj lažen nadež. Sam se prevaruvaš, nikogo drug. Znači, koji je to? Ona što продолжува da je pravit greški, grevovi sprema Allah Đelešanu i da gi nadminuvat granicite sekodnevno. I veli se nadeva, Allah je Kerim, Allah je Gafur i ne zna što. Ova je lažen nadež. Zašto treba da se ispolnit delo da imaš. Ili dobri dela, už od početok, i se nadevaš za nagradata, ili si padnal vo grevovi, no se moliš na poroška i se nadevaš što? Se nadevaš vo proškata na Allah subhanahu wa ta'ala. Ova je za ar-raja. Ar-raja što znači? Nadež. Posle, isto, Šejh Fuzan velit, ako ti se nadevaš vo Allah Đelešanu, no ne praviš dela, ova sami od sebe za oproška i za nagrada ti go rasipuvat. Znači ti ne praviš dela, a ti baraš se nadevaš da bi to oprosteno ili da biš nagraden. Znači sebe ne postoji tuka, si go uništil. Posle toga je et-tevakkul. Et-tevakkul znači potpiranje ili doverba vo kogo? Vo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu veli وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. وَعَلَى اللَّهِ. Ova arapski, znači ovaj ogroman dokaz, brat, дека ovaj Kur'an ne može do čovjek da vidi. Normalno, rečenicata je فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Potpirajte se na Allah Đelešanu. No je وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Samo na Allah potpirajte se. Što znači to ova? Ako dojtova napred, znači ime to na Allah Đelešanu, ovo je ograničuvanje. Na nikogo ne se potpirao se na Allah Đelešanu. Se ako biše fatawakkalu ala Allah, može na drugi na Allah Đelešanu. Ama ala Allahi fatawakkalu,
Niko drug. Osim Allah subhanahu wa ta'ala. Isto Allah Đelešanu velit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Koji se potpirat i se naslonuvat na Allah subhanahu wa ta'ala, to mu je njemu dovolen. To mu je njemu dovolen. Inna Allaha balighu amri. Poslije koga velite Allah Đelešanu, Allah mu je dovolen njemu, Inna Allaha balighu amri. Allah Đelešanu, za da ti kaži tebe teka toj ti je dovolen, Allah pravi što saka toj. Znači prvo će vidjeti Allah ti je dovolen tebe da mu se nasloniš na Allah Đelešanu, mu se potpreš. Poslije to ti velit, Inna Allaha balighu amri. Allah ti pravi što saka. Znači imaj doverba i potpri se samo na kogo? Vo Allah subhanahu wa ta'ala. Vo Allah subhanahu wa ta'ala. I ova isto tawakul kada? V srca. Yani je v srca. Tawakul, veli šeha Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, veli tawakul, realnosta na tawakul sodržuva 3 raboča. Znači, vistinsko tawakul je 3 raboče da gi sodrži. Što je prvata? Et-tafwid al-amr ila Allah. والاعتقاد أن النفع والضرع بيد الله. Da mu go ostaviš tvoja ta rabota, tvoja ta situacija na Allah Đelešanu. I da veruvaš cvrsto deka pridonesuvanje to na dobro i predonesuvanje na zlo je vorakata na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ovaj tawakul, pravilen tawakul, brat. Znači što je to tawakul? Da go ostaviš tvoja ta rabota, da nasloniš, da imaš vodoverba na Allah Đelešanu i da veruvaš cvrsto teka to što dava dobro i zlo je od Allah subhanahu wa ta'ala. Ova ne je dovoljno. Wal akhzu bil azbabi šar'iyya. Hija min at-tawakkul. Da gi praviš sebepita. Da gi praviš sebepita. Potrebnite sebepi. Znači ne možeš da rećeš ti ja ke se tawakkal ala Allah, ke se naslona na Allah Đelešanu i ne praviš sebepite za to što se... Za koja rabota bila? Ne, treba da gi praviš sebepita. Da li je za rabota, da li je za drugi rabote, znači treba da gi izvršuvaš, ali ke se namratna. Treba da gi izvršuvaš što? Sebepite da gi praviš. Da li treba da se lekuvaš? Ne vidiš tawakkal ala Allah i leziš doma v kreve, ne. Treba da pođeš nadalje da se pregledaš. To je delo tawakkul. Ako stakaš da patuvaš, što sebepite na patovanje? Da imaš pasuš. Drugo što? Da imaš pari. Da imaš patno sredstvo. Ne vidiš tawakkal ala Allah, izlagaš bos v ova vrema. Veliš da ima doverba v Allah Đelešanu. Ova ne je tawakkul ala Allah. Znači da gi praviš ti esbab. No posle, slušaj sad dobro, عدم الالتفاف إلى الأسباب بعد فعلها وإنما يتعلق بالله تعالى. No koga ki napraviš sebepite, legitimnite sebepi, ne veliš, ja saka da patuje još šta kradiš, niskičevo, i veliš jave i napravi sebepite za patuvanje, se napolni so pari. Ne, sebepi legitimni su halal sebepi što gi stignuvaša. Da, znači ova treba da go shvatimo mnogo dobro. I ovdje ima problem golem, džematut tebligh. Tije teblici da što gledate, što mislite ovake se mnogo nasmejani, mnogo dobri, meki. Znači ovdje ima problem, ti velat, ajde izlazi 140 dena, jedna nedela, pa tome, pari veliš nema, ostaje gi parite. Nema vrska, koliko imaš? Veliš 20 evra, ne, ajše me se Austrija, 20 evra, ne sad 20 evra Austrija, ili Srbija, ili Bosna, što zna kada. Ajde veli, na patovanje dojma. Veli tawakkal ala Allah, a ovdje tawakkul ne je na mjesto. Pejgamber sallallahu alejhi ko praše hidžra od Meka za Medina, reče na Abu Bekir, ajde Abu Bekir tawakkal ala Allah. Ne, možeš na Abu Bekira neka spremaj kamilita. Spremaj što ima potreba za pijenje, za jadenje. I što? Zemi jedne što nego kažu patot.
Ова е тавакул ала Аллах. После правиш тавакул ала Аллах. Не излагаш надвор и велиш ја права тавакул ала Аллах. Ова е погрешно. Пекамберот саласам земаше во борби кој беше панцер на него. Ова напред да го штити. Не велиш тавакул ала Аллах, излег градите ваке и правиш тавакула. Ова треба го. Затоа велиме што да го знаеш твојот пекамбер. Зошто кога ќе дојде кога ти излажи тебе, ќе му кажеш ваке правиш пекамберот. И што му да ти каже тој тебе тогаш? Ништо. Се штопира со аргумент. Ама ние ако семе само забери че ваке и не учиме не пишуваме, секој кој ќе дојде ќе си игра со нас. Фати нема ваму, мани не таму и не знаеме ништо на крај. Не ти ова е вера, брат. Ова работа не е игра. Ти ќе бидеш прашан за оваа вера. Ако овие работи ти фалат, имаш голем проблем. Но кога ќе ги направиш себепите, што се барани од тебе, не го врзуваш срцето за тие себепи, туку за Аллах Джелешану. Вели Шех Фузан, ти си клал пченица, си посеал. Така в поле, големи полина вам, листичани, пченица, така? Сега шо правиш? Ти си посеал. Твоја работа беше да клаш пченка тука напролет, кога треба да се ора, да се прави тие работи. Твоја работа беше да фрлиш од пченицата или од грао што треба. После ти тавакул правиш на Аллах Джелешану, не во тоа што си го направил ти со раката твоја. Значи срцето твое поврзано после со кого? Со Аллах субханаху ва таала. Значи прво што требаш да го направиш тој себеп. Кога ќе го извршиш тој себеп, срцето твое поврзано со Аллах Джелешану, не со тој себеп. Ова е дефект во теухид тогаѓа. Ова е дефект во теухид. Алейкум селам рахматуллах. Како што рекле некој од селефу салих, после правење на себепите, да се насочуваш и да биде срцето твое поврзано со тие себепи. Значи некои луѓе, брат, се наслонуваат на неговата, били да има искуство со оваа работа 20 години. Во неговата, значи, квалитетност, во неговата сила што има моќ. Не. Ако ти после правење на себепите срцето твое уште е поврзано со кого? Со себепите, тогаш е ова дефект во теухидот. Алейкум селам рахматуллах. Ова е дефект во теухидот. А од почеток оставање на себепите, ова е дефект во твојот памет. Абе, тоа свати до сега. Ќе вида утре вечер. Што се досадите во ова. Значи, види, кога ќе ги направиш себепите, со кого каде е своето срце поврзано, со кого? Со Аллах Джелешану. А ако би ги оставил себепите од почеток, велиш, не ги правови себети. Те вели запатување или пат со жиза, не ме неваја, ки ме таке. Ќе ме пушат кумано мене, ти си изгледа. Ова е дефект во твојот памет. Значи, на почеток треба да ги правиш тие совети. Тие себепи, извини. А кога ќе ги извршиш више себепите, ти си се спремал све, и после, не значи Шеха Абдула Бухари вели, не значи правење на себепите да се реализира тоа што го сакаш ти. Пак работата ка Аллах Джелешану. Значи не значи све си направил ти што имало потреба, но на крај не се реализирува тоа. Не се случи. Зошто така сакаш Аллах Джелешану? И од важните работи, кога ќе го правиш еден себеп, тој себеп не смее да биде што некој друг себеп може да го руши тој себеп. Джибрил? Овие си ги учили овде, така? Значи, кога ќе правиш некој себеп, не смее да правиш други себеп што може тој себеп да го уништи. Како се разбира тоа? Ако тебе докторот ти дава апчина или некој шуруп за да го пиеш за кашлање, но ти пиеш други апови што го ваѓаат од функција тој шуруп. И велиш, ја го зел шурупот, не се оздравив. Да, ма ти си зел нешто друго исто што го рушило тој себеп. Да. Значи, ова треба да го пазиш. Ова треба да го сватиш многу добро, да не правиш, значи кога ќе правиш себепи, да нема некој други себеп што после следи,
што го уништува тој себе и вели жа го направив тој ја. Како пример исто си посеал нешто од пченица, раковме, и ги пушташ после кравите селски тука. И ве накрај чекаш сега каде е пчанкава, каде е граот. Па на почеток ги пуши тука. Значи ова е слабост во паметот. Значи овие право че треба во таваккул да се пазат. Да се пазат. И не само да излезеш на улица и да одиш по патем, не зна каде, велиш ја таваккал ала Аллах. Не, таваккал ала Аллах имат услови, имат правила. И таваккал ала Аллах исто е неколку врста. Наслонување на Аллах Джелешану е неколку врста. Првата е значи она што е само на Аллах Джелешану за доброто и зло и да му го оставиш, значи твојата судбина на Аллах Субханаху ва Таала. Ова е од знаците на твојот иман и од знаците на твојата искреност. И оваа врст на таваккул е ваџиб, задолжителна. Ла јетиму ал-иману бихи илла бихи. И не може да се исполни твојот иман, нема да биде твојот иман исполнет, освен со оваа врста на таваккул на Аллах Джелешану. Таваккул, втор начин на таваккул, тајен, скришен таваккул. Значи, скришно наслонување. На кого? На мртов. Се наслонуваш на мртвиот за тој да ти придонеси тебе некое добро. Се наслонуваш на мртвиот за тој тебе да ти донеси некое добро. Или да ти отстрани некое зло, некоја штета. Значи ти одиш на гробот негов и му се молиш и се наслонуваш на него за тој некој добро да ти донеси или некое зло да го отстрани од тебе. Фахада ширкун акбар. Хада ширкун акбар. Ова е голем ширк. Зашто овие не се случуваат, вели Шех Утемин рахимуллах, освен ти веруваш дека тој мртов човек може значи да управат во универзот, во стваренијата. Трета врст на таваккул е да му се наслониш на некого за некоја работа што може тој да ја изврши. Што во неговата моќ. Ова на почетливо е дозволено. Но ако ти му се наслонуваш на тој човек, на тоа створение, со толку голема наслонување, доверба, за да веруваш во него, да имаш толку доверба и наслонување, дека таја работа не може да ти се реализира тебе, значи не може да ти се реализира тебе, освен со наслонување на него. Дека ти не можеш да имаш таја работа, дека ти не можеш да чуваш таа работа, освен поради тој шеф, или таа шефица, или тој не знаш што. Или не можеш да живиш ти, ако тој ти ствали то неговата фирма. Ова е врз на таваккул, иако на почеток беше дозволен, но овде се прави мал ширк. Што е ширк? Мал ширк е најголем од поголемите греови. Што учиме при неколку вечери. Зошто срцето него е многу поврзано со него. Многу поврзано со тоа створение, со тој човек. А ако тој верува само дека тој човек Аллах Джелешану го направи себе за да му ја даде таја работа или да му помогне, ова не е никаков проблем. Ова не е никаков проблем. После четврта врст овде Шех Утемин рахимуллах го нарекуваат како четврта врст, но Шех Фозан хафизахуллах величун таваккул. Но во вистина ова е ел-викала. Не е таваккул. Викала што значи? Да ауторизираш некого за некоја работа што треба. Ауторизација му даш. Има тоа така? Полумоќство, така речем. Полумоќство. Пример, ти сега треба да земиш некој документ во општина или каде било. Ти
ти не си присутен во тие денови тука, има некој друг. Му даваш полномоќство на него или на него за кола, за што било. И тој е присутен и тој е моćен да го направи тоа, ова е дозволена, ова авторизација. доволно, иншаллах. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.